Перспективите на младите во Македонија е тема на денешната дебата во Радио МОВ, а во пресрет на утрешниот меѓународен ден на младите. Гости во студио се Ивана Туфекџик, најмладата претеничка во Собранието на Македонија, Дарко Каевски, новиот директор на Агенцијата за млади и спорт, Александра Филипова, активистки и член на управниот одбор на Националниот младински совет на Македонија и Горан Ѓоргиев од Сојузот за извидници на Македонија. Ви благодарам што дојдовте и да почнеме директно со темата. Перспективи на младите во Македонија. Половина од младите се невработени, постојат сериозни забелешки за квалитетот на образованието, платите се ниски, можностите ограничени, а илјадници луѓе секоја година се иселуваат од земјава. Во исто време постојано се зборува за тоа дека младите се приоритет на секоја влада. А од една страна ги имаме представниците на институциите, од друга на граѓанскиот сектор. Па првото прашање ќе го поставам до Туфекџик и Филипова. Перспективност или безперспективност? Каква иднина имаат младите во Македонија? Ако ги погледнеме, најпрво ви благодарам на поканата. Ако ги погледнеме изминатите години, веројатно одговорот несомнено ќе гласи безперспективност и тоа го докажуваат серија на истражувања кои што беа правени во текот на изминатите години. Например, последното од Институтот за социолошки и политичко-правни прашања, каде што вели дека 40% од младите луѓе сакаат да работат во јавен сектор, а ако не можат, тогаш би се иселиле. Тоа се поразителни податоци за Република Македонија и од тука мислам дека приоритетот несомнено за да се создаде перспективност за младите во Македонија е на првото место. Јасно ми е дека по искуството од минатите години, веројатно Филипова сега ќе одговори дека тоа баш и не е така. Меѓутоа, верувам и за мене тоа е приоритет, но и за парламентарното мнозинство, за владата, младите се поставени на вистина на првото место и сите проекти кои што понатаму се прават се всушност за да се создаде перспективност за младите во оваа земја. Ќе почекаме да видиме, сепак си што сте малку време на власт. Филипова, младите во Македонија? Се служувам со она што го напомена Ивана, дека во последниве неколку години младите навистина беа запоставени, немаше никаква перспектива, не беше понудена никаква перспектива од страна на државата за младите во Македонија, меѓутоа тие сами се изборија да се ја создадат својата перспектива во Македонија, што успешно се докажа преку средношколски и студентски пленум, успешно се докажа преку младинските организации, успешно се докажа преку Национален младински совет на Македонија и поголеми совети како Црвен крст, како Сојуз на извидници, така што дури кога младите беа ставени во мала ќоша, тие сепак наоѓаа начин како да си го добијат просторот кој што го заслужуваат и да ги добијат работите кои што ги заслужуваат. Односно успешно покажаа дека дури кога сите врати на институции, дури кога сите други врати ќе им бидат затворени, тие сепак се толку аргументирани, толку насочени, толку знаат како треба да си ги добијат работите, што на крајот од денот дали на потешкиот или на полесниот начин ќе успеат да ги добијат. Сепак станува збор, иако голем број на луѓе излегоа и на улица, протестира, бара промени во разни сектори, сепак станува збор за мал број од младите кои што се во Македонија. Каде се останатите? Анкетите покажуваат дека останатите се иселиле, меѓутоа сега не можеме конкретно да зборуваме за број на иселени. Покажуваат високи проценти истражувањата, меѓутоа сепак се уште немаме попис за да знаеме па точно колкав број на млади лица од Македонија се иселени. Претежно се иселуваат заради младинска невработеност и во глобала и младински стандард. Меѓутоа, ако работиме сите заедно во иднина да се потрудиме овие работи да се сменат, ќе видиме дали тој тренд ќе остана така и ќе продолжат младите лица да се иселуваат. Туку младинската невработеност се споменува и како еден од главните приоритети поради кои што младите не ја гледат перспективата во Македонија. Повеќе од половина од младите се невработени, според статистиките. Новина сега е што се промовира младинската гаранција во Македонија како сет од мерки кои што треба да ја намалат невработеноста во земјава, меѓутоа тоа не е ништо ново, тоа е нешто што се спроведува во европските држави. Ѓоргиев, какво е вашето искуство со младите во другите држави, спроведување можеби на младинската гаранција? Знам дека шетате многу, имате искуство и контакти со многу млади луѓе од разни земји во светот. Како ја намалуваат другите држави невработеноста и како тие ги задржуваат младите во земјава? Благодарам јас на поканата. Патувам доста, шетањето е повеќе туристички збор. Навистина има убави пракси. Извидници сте. Така, значи посетуваме сепак пракси и земји.
Навистина има убави пракси во Европа, каде што младинската гаранција дава резултати и драго ми е што видов дека во првите акции на новата влада е вклучена, но далеку е патот и навистина треба сите да работиме заедно кон ова. Младинската гаранција сама по себе не значи само нудење на пакет на мерки за дообразување, за доквалификување, за дообучување на младите и нудење на работни места во соработка со бизнис секторот, односно оно што конкретно е сега понудено, тоа е обезбедување на бруто платата. Туку многу повеќе од тоа, односно во градење шеми, градење програми, што и оно што мислам дека за Македонија ќе биде исклучително важно да го имаме во самата младинска гаранција е подготовка на самиот бизнис сектор за да ја користи оваа мерка, а овде спаѓа и многу голем дел на обуки на самите работодавачи за како да ја промовираат и како да ја користат младинската гаранција која што ќе биде обезбедена од новата влада. Младинската гаранција на европски рамки има дадено исклучително добри резултати и намалување на младинската вработеност па и до 10%, што е навистина сериозен број, особено за големите европски држави. Веројатно во држави каде што далеку е помала невработеноста од таа во Македонија. Секако, за нивна среќа, да, за нажалост не, но мислам дека Македонија од друга страна пак има голем потенцијал со голема младинска невработеност, со вакви мерки да стимулира успех и да постигне навистина убави резултати. Младите во Македонија се квалитетни кадри и се бараи на пазарот на трудот и мислам дека со ваква мерка доколку биде поставена на добра основа и прифатена од сите, па и граѓанскиот сектор и бизнис заедниците заедно да работат со владата, мислам дека може да се постигне по процент на млади и над многу поубави резултати. Така да навистина охрабрувам и ми е драго, ние како граѓански сектор за ова сме збореле повеќе од 5-7 години во минатото и навистина е задоволство да се види дека конечно почнува тоа. Не може да оставиме да бидеме сега сите пресрикни, бидејќи треба да видиме како тоа ќе се спроведе и сите да работиме заедно, но дава таа доза голема на оптимизам и треба да бидеме паметни сите и да работиме заедно кон тоа. Треба да видиме да не ги забораваме старите мерки кои што постоеле претходно, кои што биле помалку успешни или воопшто неуспешни. Зошто не биле такви, бидејќи навистина постоја мерки во агенцијата за вработување, постоја за млади за самовработување, за млади земјоделци и така натаму и така натаму. Треба да се направи соопфатно, значи според мене да ги следиме праксите од европските држави и мислам дека ни предстои убав успех конкретно кон оваа мерка. Каевски, вие утре промовирате младинската гаранција. Дали може да ни дадете детали? Значи, што ќе вклучува младинската гаранција во Македонија, затоа што имаше нешто по медиумите, меѓутоа тие информации беа недоволни? Најпрво дозволете ми да ви се заблагодарам за поканата, да ви ги поздравам вашите слушатели и како што најавивте, младинската гаранција е тема на утрешниот разговор по повод денот на млади кој што ќе се одржи во школка. Ги поканувам сите ваши слушатели доколку се во можност од 18 часот до 21:30 имаме еден хепенинг каде што ќе се говори пред се за младинската гаранција, но и ќе има еден културно забавен дел каде што ќе гостуваат познати диџеи, бендови, така да малце да се подружиме, да проразговараме и да видиме што може да направиме заеднички за младинската гаранција. Младинската гаранција е најавена долго време, ја најавувавме бомбастично како една од мерките што владата во владата приоритетно ќе ја превземе. Младинската гаранција се однесува за младите кои што го завршиле своето образование, кои што немаат работа, не бараат работа, не се активни на пазарот на трудот. Тоа е нешто што ќе им овозможи да бидат поконкурентни на пазарот на трудот. Така да државата во соработка со Министерството за труд и социјала, Министерството за образование и наука, Агенцијата за млади и спорт, универзитетите и приватниот сектор ќе им овозможи да имаат дополнително образование, доколку не може дополнително образование да имаат пракса, што значи дека ќе се воспоставува меморандум помеѓу владата и приватниот сектор со цел младите да имаат пракса во одредени приватни компании, до едукација каде што ќе можат да ги совладаат вештините, компјутерските вештини во однос на учењето на странски јазици, се со цел да бидат поконкурентни на пазарот на трудот и да бидат подостапни и да можат Меѓутоа тоа е нешто што и досега се правеше. Тоа е нешто што досега се правеше не во
Што е тие разликата? рамки. Значи, младинската гаранција, како што и спомна претходниот говорник, е нешто што е светска европска пракса, се практикува во сите европски развиени земји и тоа е еден позитивен пример што ќе го следиме. Сепак на почетокот нема ние да дојдеме до усовршување и до решавање на големиот проблем младинската невработеност, но сепак ќе почнеме да работиме и ќе се привикнуваме на тие пракси од западноевропските земји. На пример, Словенија е земја која што континуирано добро ја спроведува младинската гаранција и ние ќе се потрудиме сите позитивни примери да ги земеме од Словенија, се со цел да ги примениме и имплементираме во Република Македонија. А дали е претходно направена анализа, значи врз основа на која ќе се прават мерките, ќе се спроведуваат од младинската гаранција која што од денеска или од утре ќе треба да почне да се спроведува во Македонија? Дали е направена евалуација на се она што досега е спроведено за да се види што функционирало, што не функционирало? Туфекџик, и вие може да се вклучите. Значи, процесот на евалуација на претходните проекти кои биле или не биле успешни, затоа што ги имаше многу во рамките на министерствата се прави. Но, она што е клучно, претходните политики, за волја на вистината, не биле успешни, не заради тоа што претходниве власти не земале успешни пракси од европски земји, туку затоа што не ги вклучувале оние кои што се засегнати за кои што проектите се прават. Значи не можете вие да сонувате за големи проекти кои што ќе тргнувате да ги спроведувате, како на пример давање на неповратни средства за бизнис идеи, а при тоа целокупниот систем да не функционира во рамките на обезбедување на сигурност на младите луѓе да тргнат во отварање на сопствени бизниси. Го земам ова како пример, еден проект го земам како пример. Зошто? Затоа што самиот систем не беше поставен. Младите немаат доверба во самиот систем, бидејќи не беа вклучени во креирањето на голем дел од тие политики. Дополнително, кога ќе земете сите обструкции кои што му се прават и на приватниот сектор, стигнуваме до момент каде што ние имаме бројка од 40% од младите луѓе кои што велат дека сакаат да работат во јавната администрација, што за мене лично тоа е пораз. Тоа е поразителен податок кој што ние заеднички со сите засегнати страни, граѓанскиот сектор, бизнис секторот, владата, парламентот, ќе треба да го менуваме. Зошто го велам ова? Затоа што вие ќе им дадете неповратни средства. И после тоа ќе им пратите еден куп инспекции кои што практично ќе ги доведат до тоа да бизнисот им пропадне. И затоа вашата мерка не може да биде успешна, бидејќи ако вие самите си ја саботирате институциите кои што се на системот, самите ја саботираат мерката која што вие сте најавиле, не можеме да заговориме за успешна мерка. Затоа велам, битно е кога се прават проекти, особено проекти кои што се за младинската невработеност. Понатаму имаме уште еден куп отворени прашања младински. Меѓутоа, првенствено е младинската невработеност како рак рана. Погледнете ги истражувањата велат дека вие не можете, младите сметаат дека не можат да стигнат до работа без лични или политички врски. И тоа е индикатор кој што покажува колку тие млади луѓе имаат доверба во системот. Значи, тие веруваат дека мора да го познавате министерот за да добиете неповратни средства за бизнис идеја. Тоа е нешто кое што ќе треба да го менуваме во смисла на свеста. Остатокот, како што се спомна, младинската гаранција може да успее само ако сите заеднички работат на имплементација на младинската гаранција. Разликата меѓу младинската гаранција и претходните проекти е што овдека се работи за синхронизиран пакет и дополнително тој синхронизиран пакет, таа синхронизација може да функционира само доколку сите засегнати страни бидат вклучени активно во процесот на имплементација. Како прва мерка младите, претпоставувам. Да. Така. Бевте вклучени во младинската гаранција? Ве праша? Не бевме вклучени во младинската гаранција, меѓутоа важно е да се напомене дека тоа е сет на мерки кои што се спроведуваат во други земји, не е дека нешто ново е измислено, туку веќе досегашното само ќе пробаат на некој начин да го модифицираат за да може да успее, бидејќи до сега главен проблем беа и стегите на институциите кои што не беа поставени така да може да успее ниту задолжителна пракса за студенти, ниту било која друга мерка за која што би спаднала под младинска гаранција, меѓутоа не бевме пречени. Ја мислам дека одлична забелешката, мислам дека одлична мерка, но дека треба да бидеме подготвени и полека да придеме. Бидејќи ги вклучиме младите и веќе младите. Јас лично мислам дека би имале
би имале проблем или не би постапиле доволно добро доколку не самата мерка ја представиме и ги оспособиме младите да учествуваат во нејзе, бидејќи едно е да понудиш информации и се, постои мерка, секој може да ја користи, друго е младите да бидат способни да ја користат таа мерка. И тоа е едно прашање кое што влегува во многу други сфери, кај што младинско учество, младинско носење на одлуки и така натаму, каде што постојат канали, постојат проекти, може да учествувате, но потребно младите да знаат и да можат да бидат способни тоа да го примаат и да имат бенефит од тоа. Исто другиот сегмент е работодавачите. Ивана кажа супер, мислам, едно е да ги имаме меркиве, младинската гаранција како пакет ќе ги опфати сите, значи овие мерки, но друга работа е дали работодавачите ќе бидат заинтересирани и второ подготвени за да ја примат таа мерка. Затоа се надевам дека нема меркава да биде бомбастично само најавена и да постои одеднаш насекаде и потоа да заклучиме дека сме избрзале или дека не сме постапиле доволно паметно. Верувам дека, како што кажа повторно Ивана, сите заедно ќе работиме и ние како граѓанскиот сектор, бидејќи не го спомнавме. Граѓанскиот сектор исто така може да биде многу активен и тоа во две улоги во младинската гаранција. Едно е во промовирањето и оспособувањето како и на младите, така и на работодавачите да ја промовираат и да ја користат младинската гаранција. Другото е самите да примаат кадри и да вработуваат во своите организации. Мислам, кај нас граѓанскиот сектор вклучува само 8% од младите и навистина е тоа жално за мене како представник од граѓански сектор, додека не зборуваме дека граѓанскиот сектор треба да се развива повеќе и повеќе. Велиме секогаш дека тоа е развиена, всушност ние имаме еден од понеразвиените граѓански сектори во Европа. Две забелешки. Ќе дам примери со два проекти. Едниот е домашен, другиот е европски. Задолжителната пракса на универзитетите е ставена во закон. И задолжителната пракса, постојат истражувања правени подоцна, дека не функционира. Значи, студентите не можат да најдат места, фирми, институции. Еве сега кога го тргнеме приватниот сектор на страна и ќе речеме дека во изработката на тоа законско решение приватниот сектор не бил консултиран и од тие причини не прима практиканти. Иако процентот на приватен сектор кој што прима практиканти е многу повисок отколку и овдека лежи поразот. Институциите донеле закон. И ова го кажувам и од лично искуство, бидејќи јас сум имала проблем со пракса во институција. Тоа сум учела, затоа ми требало да бидам во институција. Значи има проблем во институциите за практиканти. Институциите го предложиле законот, владата, собранието го изгласало, двете институции практично имаат лажирани огласи за практиканти. Тоа е едниот аспект. Вториот аспект е Еразмус програмата. Имаме податоци од самите универзитети дека програмата има многу ниска заинтересираност меѓу студентите, особено и на најголемиот универзитет УКИМ. Тоа е едниот аспект. Другиот аспект, никој практично не ја контролира Националната агенција за мобилност и студентите постојано се враќаат од Еразмус, жалејќи се дека средствата финансиски им биле исплаќани откако биле завршувани семестрите. Значи, дури една европска програма, која што Европската унија ја прогласува за една од најуспешните нивни програми за мобилност, Еразмус, ние овдека успеваме да не ја имплементираме како што е пропишано согласно европските правила. Ќе ве прашам повторно за детали околу младинската гаранција. Беше споменато вработување на млади. Така. Јас малце да се надоврзам. Оваа мерка ќе започне веќе од наредниот месец со имплементација. Еве веќе во текот на утрешниот ден ги повикавме сите, дури невладиниот сектор, генерално невладиниот сектор, што се занимаваат со младински политики, да учествуваат и заеднички да дискутираме и дебатираме за целата оваа мерка. Така да ова е нешто што ќе бидат вклучени сите страни. Генерално проблемот од претходната власт што имале одлични мерки, тоа треба да го кажеме и да го пофалиме, но сепак доаѓале мерките од горе надоле. Не биле вклучени сите засегнати страни и таму во глобала ние го потенцираме проблемот. Затоа мора да се фокусираме, да ги вклучиме сите страни кои што се засегнати со овој проблем.
пред се и невладиниот младински сектор, каде што директно ќе учествуваат и директно ќе дадат своји забелешки, се со цел оваа мерка да ја спроведеме како што треба. Свесни сме дека во самиот почеток таа нема да функционира можеби најдобро како што очекуваме и како што треба, но сепак поголемиот интензитет треба да го заземе во текот на наредната година. Затоа ние ќе работиме интензивно на оваа мерка, се со цел да ги отстраниме сите недостатоци што ќе се појават во текот на спроведување и имплементација на самата мерка. Веќе воспоставивме контакт со приватниот сектор, со приватните фирми, како ќе се одржи, затоа се и овие на некој начин дебати, дискусии. Сакате да кажете дека се уште е ова на ниво на предлози? Ние ја имаме генералната рамка како ќе биде, што ќе биде, но сепак може да трпи мали промени во однос на спроведување и на имплементација на самата мерка. Така да утре ќе дискутираме, ќе дебатираме, таму ќе биде и министерката за труд и социјала, кои што пред се они ќе бидат носители на целиот проект, така да може да се дадат некои позитивни примери како да ја усовршиме целата мерка и да ја спроведеме како што треба. Има уште една забелешка од граѓанскиот сектор, посебно во делот на вработување на млади, односно намалување на младинската невработеност. Во блупринтот на граѓанските здруженија е запишана и признавањето на занимањето младински работник. Зошто е тоа потребно и каков ефект би имало ова? Па тоа прицек има многу голем ефект за покажување дека младите, бидејќи во моментов работата со младинската работа е тоа што дури и ти да си младински работник, да работиш подолго време во младински сектор, да предаваш, да вршиш обуки, работилници и слични такви работи, тебе од страна на државните институции тоа не ти се вреднува на никој начин, дури некако доедукација кога ги посетуваш тие работи и кога на некој начин се доедуцираш, односно неформалното образование, ниту младинската работа во Македонија во моментов не се признаени на ниту еден начин. Токму затоа е многу важно да се вложува и да се работи на зајакнување на младинската работа, особено преку Сојузот за младинска работа кој што го имаме во Македонија, за да може на младите конечно да им се дадат признанија за она што досега го работеле, меѓутоа никој нив не ги како да кажем, не ги пофалил за тоа, туку баш напротив ги етикетирал и ги нарекувал соросоиди, платеници и слични некои тие работи. Значи сега сакаме да го тргнеме делот на етикетирање и навистина да признаеме дека младите се занимаваат, дека се способни, дека може да вршат и други работи надвор од формалното образование. И ако може да се надоврзам, младинската работа би требало да биде црешата на врвот на шлагот. Многу повеќе од самото признавање, туку со самото признавање на младинската работа да се уште промовира создавање на младински работници кои што би работеле со повеќе млади. Младите во Македонија се една социјална категорија која што е навистина ранлива. Ако тоа не може да го препознаеме, имаме сериозен проблем. И нас ни се потребни што е можно повеќе младински работници кои што ќе работат со повеќе млади, ќе вклучуваат. Признавањето на младинската работа и обучувањето на младинските работници сериозно ќе дојде за многу поголема инклузија на младите во нивното зајакнување и во нивното способување, па и на пазарот на трудот, така и нивно интегрирање во сите сегменти на општеството. Така да е навистина исклучително клучно. Во минатите години се работеше голем во некои одели на признавање на младинската работа, но никогаш што не го виде својот крај или светлото на денот. Што практично ќе значи да биде признаено? Практично ќе значи дека доколку вие како човек работите со категорија на млади луѓе и континуирано, вие ќе биде вашата работа ќе биде признаена и вреднувана. И вие нема да бидете волонтер, соросоид, денгубец и така натаму и така натаму. Да барате работа некаде на друго место, ќе можете да однесете документ за пракса, ќе можете веројатно меѓу другото да. Меѓу другото, ќе може да кажете тоа е оно што јас го работев, тоа е признаена професија и тоа е вреднувана. И ние во младинскиот сектор најчесто ќе ви кажат, ќе можам дома да кажам што работам. Да, поверете. Извинете, во контекст на сето тоа, веќе остваривме средбени со Националниот младински совет, каде што разговараме, дискутираме за овој проект, дури се обврзавме ние како Агенција Млади и спорт во наредниот буџет да ставиме ставка од признавање на младинскиот работник, каде што во периодот како што следи ќе направиме и работни групи, се со цел да разговараме и да признаеме таа категорија. Тоа е нешто што како Агенцијата за млади и спорт се обврза да го направи во текот на
следната година и конкретно оваа година може веќе ќе стапиме и ќе разговараме, ќе направиме работни групи, се со цел да го решиме овој проблем. Се бараше формализирање на соработката помеѓу АМС, Агенцијата за млади и спорт и невладините младински здруженија. Што се прави во тој дел? Во тој дел веќе разговаравме, континуирано направивме средби во текот на еднашка месечно имаме средби со официјална средба со Националниот младински совет. Се договоривме за потпишување на меморандумот, така да нашиот правен тим ги разгледува аспектите околу потпишување на тој меморандум помеѓу Националниот младински совет и Агенцијата за млади и спорт и доколку стигнеме во текот на утрешниот ден, доколку не во текот на наредниот ден заеднички со работни групи и од Националниот младински совет и од Агенцијата за млади и спорт ќе го изготвиме тој меморандум и ќе го потпишеме. Кога сме веќе кај младинските здруженија, голема врева се крене и околу изборот на представник на регионалната канцеларија за младинска соработка РИКО. Се бара ревизија и овој дел. Филипова, вие бевте гласна исто околу РИКО, значи ќе издействувате ревизија? Што се случува тука? Да, ние веќе изготвивме како Национален младински совет Критики конкретно и во Трст имаше на самитот. Да, ние како Национален младински совет на Македонија побаравме увид во сите документи кои што се во Агенцијата за млади и спорт, а се однесуваат на изборот на младински представник во Македонија. Од страна на новата постава во Агенцијата на млади и спорт ни беа доставени сите потребни документи за да можеме ние да направиме ревизија. И искочи извештај од 15 на страни каде што целосно се објаснува кои биле пропустите, кои биле правните недостатоци на целиот овој процес и во моментов преку редовните месечни состаноци кои што ги имаме со Агенцијата за млади и спорт, ќе успееме да назначиме ве представник на млади во регионалната канцеларија за младинска соработка, а понатаму до крај на година доколку е изводливо бидејќи да ги земеме во предвид локалните избори и сите други битни политички процеси кои што може да значат одложување, ќе спроведеме и нов регуларен, транспарентен и легитимен избор за младински представник и овој избор ќе го направат Агенцијата за млади и спорт и Националниот младински совет на Македонија заедно во соработка. Така, а кога да очекуваме отварање на национална канцеларија во Македонија? Тоа е нешто исто што разговараме, очекуваме што е можно побрзо, бидејќи знаете, РИКО-то со проекти регионалната канцеларија стартува од 1 септември, не сакаме да ги испуштиме роковите, тоа ќе бидат проекти што ќе го подобрат животниот, студентскиот, младинскиот стандард во Република Македонија, така да работиме интензивно на тоа и до крајот на месецот ќе имаме решенија за сите овие проблеми. Повторно ќе потенцирам, не сакам да ги испуштиме роковите, се со цел да ги искористиме во целост овие проекти кои што ги нуди РИКО-то. Туфекџик, бевте во првите редови кога беа протестите за студентски пленум. Она што излезе како резултат од сите тие протести беше промена на законот за високо образование. Не беше. Беше работна група за изготвување на нов закон кој што пропаѓаше неколку пати. Требаше да се промени законот за високо образование. Што се случува сега? Значи, законот за високо образование по... Дали сме сега во некој вакуум каде што... Не, работната група под Министерката за образование и наука, професорката Рената Десковска, веќе работи на изготвување на ново законско решение за високото образование, со вклученост на студентскиот пленум, професорскиот пленум, универзитетите и останатите засегнати страни. Се разбира, Министерството е... Дали студентскиот парламент е вклучен во таа работна група? Колку што сум информирана, не е вклучен во таа работна група, поради тоа што последните студентски избори покажуваат дека немаме легитимен представник на студентите во студентскиот парламент. И тоа е едно од клучните прашања кои што се однесува на високото образование. Ние можеме да развиеме политики за високо образование кои што ќе бидат најдобри во светски рамки. Меѓутоа, ако ние немаме силни студентски организации кои ќе ги штитат правата на студентите и кои ќе ги штитат генерално правата на универзитетот, кои што ќе го контролираат процесот на спроведување политики, бидејќи меѓу другото и тоа е и работата и на граѓанскиот сектор, од кој што несомнено дел се студентските организации, студентските представнички тела. Во тој случај џабе ние се што ќе правиме и ова исто важи и за средното образование. Ако немаме ние средношколски организации кои што ќе се грижат и кои што ќе бидат консултирани при изготвување на одредени законски решенија, на промени и на реформи, во тој случај имплементацијата и тоа се покажа. Законот за високо е менуван вкупно со се овие одлагањата 25 пати.
И ние веќе немаме концепт. Ние немаме закон, веќе имаме измена на измената, на измената, на измената, кои што се косат едни со но други. факт е дека цели генерации учеа Апсолутно, апсолутно. и Затоа завршуваат затоа сега заеднички се изготвува тоа законско решение. Мислам дека тоа е одличен пример. Вклучително и пример за граѓанскиот сектор, но и пример за институциите, како треба да се работи. Ова што го зборуваше претходно Филипова околу ревизијата РИКО. Тоа што се случуваше изминатите години, тоа треба да ни остане во меморијата и во институционалната, меѓутоа најмногу и во граѓанската. Меѓутоа, она што сега веќе треба да го правиме е да престанеме да зборуваме за општи концепти, како вклученост, како добро владење, добри политики и така натаму. Треба заеднички да седнеме да видиме каква политика можеме да скроиме и колку заеднички таа политика можеме да ја спроведеме. Затоа велам, законот во моментов работната група е одличен пример за сите колку како треба всушност сега да се одвиваат веќе процесите. И дополнително, и со ова ќе завршам, дополнително институциите треба да ги поставиме така да и во иднина, без разлика кој ќе доаѓа. Да создадеме одржливи политики сега и постојат примери во светот, во Европа, најчесто како тоа се прави. Во парламентот сега е во фаза на подготовка клубот за младински прашања и политики, познато во јавност како Youth Caucus. Тоа го има во Европскиот парламент, го има во Советот на Европа, го има во многу парламенти. Во голем дел за младите треба да менуваме легислатива. Мислам дека недостига закон за млади, имаме национална стратегија во која што има сериозни забелешки од страна на младинскиот сектор. Така што во тој дел клубот за младински прашања и политики треба во заедничка работа со Агенцијата за млади и спорт, Министерството за образование, Министерството за труд и се разбира младинскиот сектор да заеднички креира приоритети, легислативни приоритети кои што ќе треба понатаму да се туркаат во парламентот. А во меѓувреме дали може би ќе обарат и одговорностите за сечата на дрвата на УКИМ, за изградба на факултети, ски згради, мама и за тепањето на студенти ноќта по студентските избори? Кривична пријава се стои во јавното обвинителство за тој настан и се надевам дека откако ќе биде разрешен јавниот обвинител, дека конечно обвинителството ќе смогне сила и храброст да постапи по таа кривична пријава, бидејќи кривичната пријава беше поднесена минатата година. Че веќе година дена стои кривичната пријава во ФИОКа во јавното обвинителство по повод тие студентски избори. Што се однесува до другово, за сечата на дрва, тука има одговорности Универзитетот Свети Кирил и Методи, односно минатиот ректор кој што дал дозвола за такво нешто. Така што тука треба одговорноста да се бара морам за жал да признам, мора да се бара одговорноста во рамките на нашиот универзитет, а не во рамките на институциите. Горгиев, какво образование е потребно на младите? Образование кој што ќе им гарантира место на пазарот на трудот и образование кој што ќе ги исполнува нив како индивидуи. Накратко, ако можам да кажам, нашето образование минува низ на вистина многу различни некој ќе ве слуши, ми доаѓа прашањето, возможно е такво образование во Македонија? Како? Зашто да не? Да потпрашам во секој случај. Возможно е. Образованието не треба да биде жртва на транзит на моќта. Право. Оно што сакам да го кажеме, дека во Македонија може да се постави квалитетно образование, може, верувам, иако не сум експерт во оваа тема, може Филипова повеќе ќе надоврзи, мислам дека имаме доста квалитетен кадар кој што може да каже и да предложи убави усовршувања или промени, не мора да бидат промени тоа на образованието, и мислам дека имаме исклучително убави пракси на европско ниво, како и простор да истражиме ние кај нас дома што е добро за нас. Не мора да земеме европска пракса од било која земја и да кажеме дека тоа е добро за нашава земја. Што вам лично најмногу ви пречело? Во нашето образование? Да, кај вас лично? Кај нас лично не ми пречи, мене најмногу ми пречи е
целосното исклучување на младите или на децата од образованието, од креирање на нивниот курикулум и од образовните цели. Сте се нашле во таква ситуација да барате да најдете кој ги креира политиките во времето кога сте биле студент или пак средношколец? Нажалост, јас лично не сум се нашол, да бидам искрен, но како повеќе сум во граѓанскиот сектор, навистина гледам процеси на многу млади луѓе кои што тоа го прават, и многу често најдуваат на бариера. И уште полошото е дека многу се помалку се потекнуваат младите луѓе тоа да го прават. Ние израснавме цели генерации каде што ги учиме младите седи не прашувај, ако не те некој праша, седи си во столче, наведни глава, не се мешај таму кај што пенкалото е моќта, не се мешај кај што не ти е место и така натаму и тоа создава на долг рок вредности. А ние навистина имавме еден долг рок на кој што не преземаме јасни чекори конта против тоа и мислам дека на нашето образование му треба постепена усовршување и транзиција на кон подобар квалитет. Има навистина луѓе кои што се квалитетни, не сум јас, не се наоѓам стручен за тоа, кои што треба да седнат, да разговараат конструктивно и опозиција и позиција и сите и граѓански сектор и мислам дека доколку се има волја може да се сериозно направи напредок. Улогата на нас како граѓански сектор е нешто што е многу поважно за мене, а тоа е дека ние како граѓански сектор, повторно ќе се вратам, се помалку и помалку капацитет имаме да вклучуваме млади, да работиме со нив. Се поголем бројот на граѓански организации кои што креираат мислења, стратегии, се помале бројот на младински организации кои што работат директно со членство. Навистина треба да ги јакнеме средношколските здружувања, студентските здружувања и така натаму. И исто така да почне да се работи со деца. Значи, ние имаме, ќе завршам со ова, имаме една интересна состојба во нашава држава каде што навистина сите очекуваме од младите да дојде таа промена, а младите веќе не чекаат после 18 години да размислуваат за иднината, размислуваат уште 15 доколку не ја согледат својата перспективност и не бидат зајакнати да работат кон нејзе до 18, тие си одат од државата. Така да имаме многу малку време за да работиме ние со тие млади, што значи дека треба да работиме уште порано, односно како деца и да ги учиме на општествена одговорност, на активизам, на учество, на креирање политики, кој да ги креира нивните политики, да го департизираме, извинете вака што зборам, може звучи лошо, да го департизираме зборот политика и политиката да ја вратиме на сите. Ако Георгиев молчал, Филипова не беше позната по тоа што молчеше? Па да, мислам, во повеќе наврати, дури во средното и во високото образование, може да се каже дека младите стварно наидуваа на препреки. Не е дека ние имаме лоши законски регулативи за средно и за високо образование, клучниот проблем лежи во нивна имплементација. Например, за студенти ние имаме задолжителна пракса, меѓутоа кога ќе чукнете на вратите на универзитетите, ниту еден универзитет нема регистар за да провери дали тој студент стварно отишол на пракса, кој бил неговиот план за работа тој месец дена на пракса и што научил студентот после тоа. Универзитетот нема капацитет, ниту пак има желба во моментов да го прави тоа и да ги проверува студентите колку навистина напреднале или само правеле кафе или само добиле печат и подпис на било каква потврда и со тоа завршиле нивната законска обврска, ниту пак државните институции ги примаат студентите внатре во институциите да волонтираат и да одат на пракса, што е уште еден дополнителен проблем, бидејќи како што посочува на тие институции го креирале тој закон. И сега тие институции ги затвараат собствените врати за спроведување на тој закон, што е многу оксиморон. Од друга страна, во врска со средното образование, таму има стварно многу поголема слобода, односно професорите може да отстапуваат 30% од годишната програма која што има наложена од Министерството и од другите институции надлежни за образование. Меѓутоа, ниту еден од професорите, односно многу ретки случаеви, ги прашуваат ученици кои сакате да бидат тие 30 отстапувања и што сакате јас да пополнам и да напишам во тие 30% за отстапување. Па натаму, добар пример е што веќе почнаа да се креираат средношколски заедници, каде што на средношколците на тој начин ќе им се обезбеди учество внатре во училиштето, но учество и во креирање на политики заедно со училиштето и со директорите на училиштето, каде што ќе може да кажуваат навистина што има потребно и да одлучуваат за многу важни работи кои што се однесуваат и се креираат за нив,
Меѓутоа проблем од друга страна е што овие училишни заедници ги нема во сите училишта, во сите средни училишта во Република Македонија. Токму затоа наша членка Младински образован форум работи на законска измена, односно амандман во средно образование, за да биде задолжително да постојат средношколски заедници во склоп на сите средни училишта, како би можеле младите уште од најниско ниво, уште од најмали години да ги образуваме и да ги поттикнуваме да учат што е креирање политики, како се одвива цел тој процес, што е избор за претседател на клас, што е избор за претседател на генерација, како треба да се однесувате кога ќе стигнете на состанок со институции, за понатаму кога веќе ќе искочат од средното образование, кога ќе стигнат на факултет, и да се аргументирани и критички настроени за да може да се изборат за своите права, бидејќи сметам дека и понатаму ќе имаме зашто многу да се бориме како млади луѓе, но и да се научат како функционира еден систем на демократија каде што не треба само да седиш и да слушаш, туку треба активно да учествуваш. Во однос на студентското организирање, да постојат работни групи и се ќе се проба да се смени цел закон за високо образование и моделот на студентско организирање, она што тука можеме да го пратиме како забелешка е дека ниту Националниот младински совет на Македонија е вклучен во делот на студентско организирање, бидејќи сепак е представничко тело за младинско представување, младинско организирање, ниту Младински образован форум е вклучен во тоа, иако од 2006 година, значи долги години на нас работи на студентско организирање, ниту пак студентските организации на универзитетите се вклучени во креирање на студентско организирање. Така што дури кога имаме процес кај што младите делумно се вклучени за да учествуваат во креирање на нивните политики, сепак под призмата на ни се брза за да го усвоиме, за да биде подобро, не се сепак сите вклучени секогаш. А на кој начин може да се мотивираат студентите да бидат вклучени? Затоа што тоа ќе треба многу долги години работа, бидејќи до сега тоа е голем проблем. Да, до сега сме, мислам, како што напомена Горан, до сега младите се учени да ќутат, да бидат послушни, да не креваат глас, бидејќи од другата страна е моќта. Ние сме само млади луѓе да седиме и да ќутиме. Ќе треба да се смислуваат многу механизми како да ги мотивираме, како да ги поттикнеме младите пред се да се замараат, бидејќи не е проблемот дека они се неспособни, проблемот е дека едноставно имаат поставено некоја бариера дека и да се замарам што ќе сменам јас, пак ќе се остане се исто, нема кој да ме слушне или не сакам да идам во институција, меѓутоа некогаш дури само студент да испрати мејл до институција е чекор напред кон замарањето на младите луѓе за општеството во кое што живеат. Само една кратка реплика околу вклученоста на Националниот младински совет и МОВ во процесот на изработка на законот, особено во делот на моделот на студентско организирање. Студентскиот пленум се избори да има 20 представници внатре во работната група. Сега јас, колку што имам информации, студентскиот пленум има 3 представници во оваа нова работна група. Студентскиот пленум има задача, покрај седење во работната група и влијание на текстот, студентскиот пленум има задача да во соработка со останатите засегнати организации, студентски, генерално младински, да изработи модел за студентско организирање. И Филипова знае дека ние тоа во студентски пленум сме го правеле и сме потрошиле скоро година дена на формирање на некаков вид на модел на студентско организирање. Значи, ако сакаме работнава група да ни биде успешна и да изработи квалитетен текст кој што и онака ќе оди и на јавна расправа и по факултетите ќе треба тие да се изјаснат и така натаму, тогаш нема да можеме да направиме работна група од 200 луѓе кои што ќе го работат законскиот текст, туку тие кои што се представници во работната група имаат за задача да се консултираат со базата која што ја представуваат во рамките на работната група за да предложат одредени модели и на законското решение. Има сила студентскиот пленум? Јас не би можела сега од рамки на институција да кажувам дали има или нема сила, меѓутоа само кажувам чисто појаснувам за јавност. Јорѓија Филипова? Јас исто така не би можела да зборувам во име на студентскиот пленум. Ме прашувам бидејќи бевте дел од студентскиот пленум, затоа прашувам. Клучната бевме во минато време, веќе не знам ни што се случува, ни како се организираат, ни како ги спроведуваат сите работи, меѓутоа можам да посочам дека никогаш дури и да ни треба малку подолго време за да искреираме било каква политика, треба да го дадеме тоа подолго време, бидејќи знам дека е многу тешко да вклучиме многу луѓе. Не е проблем во времето, проблем е во квалитетот. Проблем е и таму, меѓутоа мораме некогаш
на сметка на тоа како институции, како младински организации што се поискусни да им дадеме простор на младите да се вклучат, бидејќи пак тоа е дел од процесот кај што тие учат и се мотивираат да бидат активни чинители. Можеби првиот, вториот пат нема да има добар квалитет, ама веќе третиот пат ќе има отскокнување. Накусо, иселувањето на младите е алармантно. Се чини дека тие го губат трпението, затоа што цело време чекаат на нешто, тоа нешто никако да дојде. Веројатно ќе треба да помине и време додека се виде овие политики колку време, како ќе се реализираат и дали ќе ги исполнат очекувањата и ветувањата. Што треба да биде приоритет според вас? Приоритет треба да бидат низа мерки кои што ќе се спроведат се со цел да стопре овој иселување на млади луѓе. Свесни сме дека На кој фронт прво треба да се удри, можеби? Ајде. однос на младите, се што генерира подобар живот на младите во Република Македонија. Имаме низа мерки кои што сме во план да ги спроведеме во текот до крајот на оваа година и во текот на наредната година. Една од тие мерки е студентската платежна картица, што на некој начин ќе го подигне студентскиот стандард, потоа реконструирање на сите студентски домови. Најавивме дека студентските домови ќе прераснат во вистински центри за студентите, нема да бидат во ваква состојба како што се сега, во руинирана состојба. Потоа имаме стартап бизнисите за млади, што дополнително ќе ги мотивираме младите да отвараат сопствен бизнис и низа други мерки кои што планираме да го подобрат животот на младите во Република Македонија. Ќе ги прашам младите, планирате да останувате во земјава или? Секако ова е наша земја, планираме да ја градиме. Она што јас би сакал да додадам е дека треба да работиме на враќањето на довербата кај младите. Младите немаат доверба. Голем дел од младите се разочарани, се чувствуваат оставени на страна и мора Веројатно да и со право. Да не навлегу, сигурно со право, мислам, младите се секогаш во право. Треба да се работи на враќање на таа доверба, да не се плашиме дека ќе правиме гломазни тела, туку да вклучуваме што е можно повеќе, да не се плашиме да даваме процеси. Еве ќе дадам апел, процесите како избор на младински представник за РИКО може целосно се даде на младинскиот националниот младински совет. Нема потреба да ги грабаме грабаме такви процеси од страв за моќ или да не испадне нешто кој што не сакаме, и со низа мерки да покажуваме дека дека и како граѓански сектор и нормално владата работи за младите, да ја врати довербата на младите кон својата држава. Ќе завршам со Туфекџич, имаше поплаки од пратениците дека сте преморени и дека ви треба одмор. Иако работите неколку месеци, кога на одмор? Тоа ќе видиме откако ќе се разреши јавното обвинител. Да, не одите претходно на одмор? Не, веројатно не. Тоа сепак е дискреционо право на претседателот на собрание, меѓутоа нашиот став е дека остануваме додека не го разрешиме јавниот обвинител. Имаме многу работа која што треба да се заврши. За жал, мене ми е жал што ова е прекрасна дебата која што не може да ја слушнете во собранието на Република Македонија, од причина што се сведува на обструкција и повеќе обструкција и повеќе обструкција. И од тие обструкции се создава умор, бидејќи не можете буквално ништо да спроведете за граѓаните на Република Македонија за тоа што им е важно, особено за овие важни прашања кои што зборуваме денеска, бидејќи исетувањето е тренд кој што не сопира. И ние сите мораме заеднички да работиме на политики тоа да сопре. Еве, тоа е првиот проблем кој што го кажувам, кој што треба да биде приоритетен, меѓутоа за жал го губиме времето и енергијата на бесконечни обструкции од луѓе кои што се плашат од одговорност. Ви благодарам на сите за гостувањето. Ја следевте дебатата перспективите на младите во Македонија. Останете и понатаму на Радио МОВ.